Петок, 25 август, кратки вести во 12 часот. Резултатите во првата половина од годината во целост го потврдија стратешкото планирање на Агенцијата за туризам за 2023. Споредено со 2019 се бележат за 20 до 50% подобри резултати. Зголеменото портфолио од дестинации, но и традиционалните пазари создадоа исполнетост на сместувачките капацитети за повеќе од 90% во јули и август, а резервациите продолжуваат до крајот на октомври. Стратешкиот план за идната година предвидува промоција на туристичките потенцијали на пазарите, што во последните 5 години се помеѓу првите 10 по број на туристи и остварени ноќевања. Потоа довршување на националното туристичко брендирање, развој на активниот туризам, означување на винските патишта, дегустацијски центри и апликативни решенија кои ќе доведат до силен развој на еногастротуристичкиот концепт. И оваа година убавото Охридско село Скребатно се подготвува за достојно одбележување на празникот Успение на Пресвета Богородица. Илјадници верници по традиција и овој 28 август ќе дојдат во Скребатно, каде ќе се помолат во храмот, пошто за сите ќе биде поделен традиционалниот ручек со што се продолжува заветот даден пред повеќе од 2 века. Се служи манастирска ракија и храна, а секогаш е весело со ора и изворна музика. Необично во целата приказна е што голема Богородица толку масовно се празнува во планинското село, кое одамна е напуштено и нема ниту еден постојан жител. Европската кадетска шампионка во традиционално теквондо, охридјанката Христијана Парулеска го освои бронзениот медал во спаринг борби јуниорки 14 до 15 години на светското теквондо првенство во Астана, Казахстан. Ова е уште еден огромен успех на младата Христијана, која кон крајот на април се закити со титулата Европска шампионка во спаринг борби и на Европското првенство во теквондо, што се одржа во Језоло, Италија. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена облачност и слаб до умерен северен ветер. УВ индексот е 8, максималната температура во Охрид до 31 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.